Јас поднесов заедно со комшиите, они покасно ќе поднесат, одредена градежно-техничка документација која што треба да биде основа за одлагање на ова лудило што треба да го спроведат. Меѓутоа, како што гледате, власта начело со Груевски продолжуваат со своето лудило и сакат да го терат тој налудничав проект. До каде ќе оди? Немој да се изненадите во колку еве овој народ кој што дојде да даде подршка да се запре овој проект, немојте да се изненадите дека они нема да имат снага, односно желба и намери во своето лудило да дојдат и на полноќ, кога сите ќе спиеме тука, кога народот не ќе може да се организира и да дојде да даде подршка. За да не се случи ова и да се заштити овој зелен појас на водно. Ова е последното во првата линија на водно кое што треба да се заштити. Последното зеленило. Меѓутоа, знаете што, кога имате работа со луѓе кои што не водат сметка ниту за својата држава, ниту за својот народ и терат проекти од налудничава природа, не можете да очекувате ништо повеќе. Јас на сите граѓани кои што дојдоа денеска им изразувам навистина благодарност. Не се работи, пак ќе повторам уште еднаш, не се работи со тоа што ќе ги срушат овие гаражи, овој објект. Се работи за уништување на 12.000 квадратни метри зелен појас, се работи за уништување на судбините на преку 30 куќи, семејства кои што овде живеат со десетилетија и кои што се изградени. И ако се спроведе целото тоа лудило од страна на премиерот Груевски и неговата клика, ќе ги обезвреднат сите објекти и луѓево од, да не речам, од некоја можност, еве, дека поседуваат објект на кој што ќе може да живеат децата нивни и нивните наследници, ќе станат ништожни сите тие објекти. И најважно што е најлошото, со многу инженери сме се консултирале дека нарушувањето на тектониката на тлото на овој појас ќе биде фатална не само за жителите во овој дел на водно, туку некоја катастрофа може да се случи од поголеми размери, а самата намера дека премиерот ќе ги решава проблемите со дигање на 15-метарски бетонски зид и со неговата желба да на тие кои што им е нарушен мирот и хуманоста, дека треба да гледат во бетонски зид, сами можете да одлучите, еве и гледачите ваши нека одлучат за што се работи. По мене тоа е најналудничавиот проект што да се и без разлика на тоа што гледате сами дека целиот тој потез на водно е уништен од нивни компании, од нивни поставеници кои што само ги интересира профитната страна и ништо друго повеќе.